Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. По цело лето пауза се враќаме назад во сега веќе култната емисија Еспресо со Златев и Боцевски. Ви се извинуваме што цело лето одмараме. Ви се извинуваме што касниме, но каснењето веќе ни стана и заштитен знак, така што и нема потреба од поголемо извинување. И пред се, најмногу од се ви се извинуваме што цело лето да оставивме без квалитетна политичка програма на Утринска. Да. А не дека има нешто поручик. Не, добро, попладне колегите работат нешто, се мораме да признаеме. Имаме некоја Откако динамика. ќе се наспие добро. Да. Меѓутоа, ако ништо друго, барем можеме да си го земеме кредитот дека направивме промена во медиумскиот простор. Од оваа сезона, како што разбрав, со политичка програма одат неколку телевизии национални, скопски. И тоа е за поздравување, така секоја конкуренција е здрава. Чеки сега кога ќе видат дека никој не може да им стане на сабајле, може и да се повлечат. И јас и ти не се повлекуваме, така ли е? Ние си имаме себе си. Ивица, поздрав до сите слушатели кои ова утро се заглавени во метежот во главниот град на Република Македонија во Скопје. Поздрав до сите оние кои не следат преку видеостримот. Оние кои се заглавени, не знам зошто се заглавени, имало некаков Не, постои, види. Протокол од прв ред. Не, види се. Значи, ајде да тргнеме вака. Има едно правило на Балканот. Колку повеќе иницијативи има за регионална соработка, толку е помала регионалната соработка. Некој избрал, да, вистина. Во моментов постојат 72 регионални иницијативи, што Балкан, што Југоисточна Европа и така натаму. Меѓутоа, едно од нив е вака потипично, се нарекува Брдо Бриони. Наречено е Брдо Бриони затоа што Словенија и Хрватска ја покренаа. И сега, за да нема конотации југословенски вакви такви, Бриони беше Бриони беше на местото на значи, Тито. Не, би се викало Брдо Бриони и Охрид нешто, каде што биле резиденцијаве на Тито. Караџорџево, не знам кај беше таму у Босна, не е битно. Има и Блед. Па добро, има Блед, има и тоа Брдо, овакво тоа у Словенија. И сега, што е идејата? Идејата е дека, како што има вишеградска група, нели? Овдека е цела бивша Југославија, Словенија, Хрватска, Босна, Македонија, Црна Гора, Србија, Косово и Албанија. Председателите се среќаваат еднаш годишно и најчесто имаат некој висок гостин од некоја значајна земја. Еве, например, еднаш ка беше председател од Бајден. Сега нема никој. Тоа е една голем прашалник што се случува. А сега го организира тоа Македонија. Да, Пендаровски го организира. Има некое шушкање низ дипломатските кругови дека бил најавен, поканет, некој многу значаен, да не речеме најзначаен лидер на една земја на Европската Унија. Макрон. Но откажал во последен момент. Макрон, значи да, го чув ги чув овие рибарски приказни. Види, не можеш да кажеш рибарски приказни затоа што најчесто доаѓа некој. Ама лесно е за нив, доаѓа затоа што се среќа со 7 председатели одеднаш. И види, и ова е убаво, вишеградската група тоа го направи затоа што на пример Јужна Кореја доаѓа лидер и сега замисли сега да тргне ајде Полска, Чешка или на Балканот да тргне. Вака полесно на куп се сите се среќава. Ма знаеш како е Ивица? И секоја година различен председател. Имаше огромна меѓународна поддршка за Македонија да го смени уставот и да ги внесе бугарите таму. Јас очекував дека сега ќе дојде некој најголем, нели сите ќе доаѓа, нели Бајден ќе доаѓа да не убедува. Види се, кога веќе некој од нив доаѓа на завршена работа, некој ти е Е така пред Тереза Меј кога дојде во собранието, се сеќаваш, добро завршена работа. За да го сменеме името. Кога дојде, па ние не знаевме дека е завршена работа. Беше затоа што види, ние не знаевме дека Заев веќе го направил предавството. Дека во некои црни кругови, пред некои црни ликови, веќе кажал што ќе се случува. Затоа што да не беше така, види, да не беше така после референдумот, ќе се седнеше пак со Грција. Пази. Ја ти го давам постојано примерот, нели? Колумбија и ФАРК завршија граѓанска војна 6 години, народот рече не на референдум, пак седна. Значи, тоа е процес кај што гледаш дека имало процес.
Овдека немало процес. Тој ветил и не однесе ендек, како што не однесе. Се пак ја ти почнуваме ка со високи емоции, ама така е. Не, на Така страна е. тоа. Види, овој пат не е така. И не само што не е така. Овој пат не е така. Не само што не е така, значи, еве, ајде да бидеме вака искрени кон слушателите и да се занимаваме со факти. Највисокиот представник кој дојде во Македонија во изминатиот период да не убедува да го менуваме уставот е Урсула. Ама не, тоа лани беше. не, збориме за Динамо, сега додека се крчка работава тавата која ја местат на шпоретот. Беше помошник на заменикот на помошникот. Или така нешто. Добро, ама беше. не е тоа ниско. Тоа е Ескобар. Па не, еве сега ќе ви кажам. Нема Ескобар која доаѓа на Балканот. Колкава е Ивица платата годишна од прилика на Ескобар? Не е битно. Околу 90.000 долари. Битно е кој стои за Па него. значи дека во Македонија гипсар има поквалитетен на живот од 90.000 долари Добро, бруто ама во зад него стои мојта на во Америка. Зад него стои мојта на Соединените Но сепак американски не е држави. висок представник. Види, на Балканот е највисок. Каде е шефот на Стейт департментот? Каде еве, во најмала рака државниот секретар, нели? На Соединените американски држави. Тоа е шефот на Стейт департментот. Ама Каде е подпредседателот? Нели ова е толку битно прашање? тие доаѓаат. Нели ќе не кршат? Тие доаѓаат на завршена работа. Тие не доаѓаат. Суштината е дека нема толку голема меѓународна. Не има. Не се сомне, има. Има, меѓутоа нема резултат тој притисок. Тоа е разликата. Значи разликата е кога беше Преспанскиот договор, предавството било направено некаде далеку пред воопшто се случи Преспанскиот договор. Предавството било направено пред да се случи жарената револуција. Сето тоа беше шарада. Многу лошо делува, знам, им се извинувам, знам дека огромен дел од нашите слушатели кои што биле учесници на шарената револуција, навистина верувале дека излегуваат на улици за борба против корупција, за владење на правото. Зборот шарада, кој го употреби е навистина интересен збор, има индоевропско потекло и го имаат буквално сите јазици во светот. Добро. Овие кои се конвенционални. Значи, сето тоа беше кулиса за да се сокрие суштината. Суштината е дека некаде, не знаеме кога. Гледавме тие пораките, нели, повисоките од надвор што го спремаат едно друго, кој знае кога било тоа. 2013 или било 2014 или било едно друго. Некаде седнал Заев и си ја продал душата на ѓаволот, а нас не продал на некое место, сето друго беше само кулиса за тоа да се случи. Ние тоа не го знаевме, ние не знаевме дека сме предадени, продадени, дека без волјата на македонскиот народ ќе се прави една страшна операција каква што се направи. И токму заради тоа на готово доаѓаа тогаш, Лјупчо. Мислиш дека сега Не, тогаш они знаеа. Дека знаеа, Заев зборувал таму. Синоќа Ивица работев. До доцна во ноќта. Сега е неизвестно. Значи, извини. Тоа е целата работа. Не види. Сега во некоја мерка, не целосно, во некоја мерка обновен е оној демократски импулс. Може... Не, само да се докажам. Обновен е оној демократски импулс. 5 минути, ама морам ова да го докажам. Да. Обновен е и значи знаат луѓето дека волјата на народот некако доаѓа до собранието. Сега ти пренесам баш одлично што го кажува, сега ќе ти пренесам нешто од народот. Ајде. Синоќа случајно работев до доцна и тука има еден кафич. Велам да идам да испијам едно пиво пред легнување, со помфрит. Седнувам на маса, локалот го знам, нормално ме знаат внатре многу луѓе и така натаму. До мене слушам машко и девојче на дејт, веројатно. Мада добро, што е со млади за политика на дејт да збориш, стварно е. Премногу дури има млади и млади. Премногу дури и за мене. И слушам како момчето и вели на девојката, пред да се изгласа ова за нели измените во кривичниот законник со кој се укина кривичното дело местење тендери, да речеме, се намали нели се намалија годините на затвор за злосторничко издржување. Тоа пак е криминал, да се разбереме. Пред да се случи вели се тоа,
бев сигурен дека 70% вика бев сигурен дека ќе има уставни измени, сега сум вика 100% сигурен дека ќе има уставни измени. И сега нормално сега на дејците да не им влагам во полемика, тука седеа до мене, не им влегов во полемика сега да им објаснувам зашто е тоа така или не е така, но ете тоа е една од перцепциите која веројатно многу и од нашиве слушатели ова утро ја имаат. Не убаво што го кажуваш ова, затоа што на пример интересна работа. Не, ова значи не е онака приказната со келнерине на Ковачевски што му рекли ајде да влеземе во ЕУ. По-конкретно, ја имав контакти со некои мои пријатели кои се беа поддржувачи на СДСМ и сега дел од нив психолошки бараат некој баланс измеѓу ова што се случува и ова друго и ми велат дека наводно еве ова е доказ, све е договорено. Да, тоа е тезата. Да, ВМРО-вците направиле кворум, завршуваат целата работа и така натаму. И види, јас и ти немам информации што се случува зад колисите. Меѓутоа, ако е така, јас очекувам оваа недела да се гласаат уставните измени во собрание, така? Па да, ако веќе толку ја договориле работава и се нели при крај треба да биде така. Се согласувам. Да. Мислам дека добро. Не, види, ова е ајде да се зошто оваа теза е нелогична? Може мене ми е прво нелогична. Прво, на сите им е јасно и известно е дека на наредните избори ВМРО ДПМН ќе прави влада. Значи сите релевантни анкети, сите сондирања, сите експертизи, сите истражувања на јавно мислење го покажуваат тоа. Сега, дали зашто ВМРО сега би ги гласале доколку му одговараат, како што велат, иако од ВМРО викаат дека не им одговараат овие измени законски, ако на ВМРО му одговараат овие законски измени за нели на дел од нивните функционери да им се поништат казните и така натаму, да им застарат, зошто би го правеле тоа сега? Ќе го изгласат и така ова е со 41, ќе го изгласат кога ќе дадат на власт. Јас нешто друго сакам да кажам. Мислам дека очигледно дека тече една страшна медиумска операција. Да се врати угледот на актуелнава влада, што е невозможно. Тоа е невозможно. И да се префрли вината на другата страна, што е смешно и очајно. И мислам дека неколку значајни медиуми, дигитални, кои што важеа на македонскиот медиумски простор за точки за информација на дел од јавноста, дека ќе изгубат многу со ова. Значи влегуваат во една операција која што лошо ќе заврши. Тука пред се СДК предничи нели во ова? Не знам, не е се само тие, има многумина, меѓутоа не ми се јасни, морам да кажам, не ми се јасни тврдењата. Како може за ова да биде одговорна опозицијата? Прво имавме измени, види, вистина е дека Дуи, Пендаровски и не знам уште кој од СДСМ нешто плеткаат. Они мислат дека наводно внатре во СДСМ, во ВМРО има некои фракции, па сега со ова тие храбрат некои фракции внатре, па дури се зборува дека било иста операцијата како што била за Преспанскиот договор, што е смешно, мораме да кажеме сега. И по мене Љупчо, ако еве, многу едноставно, ако на вистина направиле некаква валкана сделка, нека ги стават на гласање измените. Се согласувам со тебе. Нека ги стават на гласање измените. Иначе вистина е дека таа приказка дека е лажна, немале ова кворум, имала власта и без пратениците од ВМРО ДПМН. Да, тоа се покажа тука нели. Да, иако види се, беше она, зошто не излегле? Па ако излегле, ке беше излегле за да... Зашто не излегле? Мислам, малку се тоа, во секој случај гласаа против луѓето. Па имаше некои муабети дека наводно 10 од нив воопшто не разноразни чудеси има. И ајде, нека ги стават уставните измени на гласање. Да, се согласувам дека тоа е веројатно најдобриот, нели, најдобриот начин да видиме. Што се случува? Што се случува, да. Да видиме што се случува. Јас се извинувам, тука правам уште еден банер, не знаеш каков добар ретро е. Почитувани слушатели, вештачката интелигенција многу напредна. Ја веќе станав дизајнериште, она што порано нели
многу пари им зимаа на луѓето да им го направат, сега се прави онака со 5 клика. И многу е забавно, плюс да го правиш тоа. Сега правам уште еден банер за еспресо со Златев и Боцевски, така Остави се тоа, сега. многу интересно изгледа. Имаме позначена работа. Имаме озбилна работа, така? Да. Имаме Ивица, позначена работа, значи по мене беше, види. значи не е ова пазарот, според тебе? Меѓутоа, имаше голема бука во јавноста. Опозицијата избра да одговори на буката со тишина, во смисол, ајде да видиме дали ќе испадне така како што вие тврдите. Јас не мислам дека тоа е така. Јас не мислам дека има волкана сделка измеѓу ВМРО и СДСМ. Ево отворено кажам. Да? Не мислам. Мислам, зошто нема логика. Зошто некој себе си би се самоубивал пред избори, кај што ќе победи со огромна разлика. Нема политичка логика никаква. Не го разбирам тоа. Инаку, она што исто така не го разбирам е овој грчот на власта. Прво чека јуни, па чека јули, па чека август, па сега ноември. Па сега септември, ноември, октомври. Па не знам ке го кршеле Вамо Мицковски. Па го чека Ескобар. Па сега тие од ВМРО ДПМН што го чекаат сега? Не, сега веќе и официјално нели тезата им е дека имаат во ВМРО ДПМН луѓе кои ќе им го гласаат тоа. И дека они сега преговарали, наводно е, сега одма све ќе ви кажам ја, наводно муабетот е дека со ова што го направиле последново, имале 4 добиле што ќе гласаат за уставни измени. Тоа е последната теза. Аха, и се уште колку им фалат? Уште 4. Не знам уште колку се. Бе, види, не ти е малцева кафејански муабет? Малце. Се откаде? Малце кафејански муабет. Ова е чист кафејански муабет. Ова е, има и вакви цели емисии во етерот, кај што се фрлаат вакви некои небулози и секој, значи вака, кога велиш 4, одма е прашањето, добро, кој 4? Зошто тие 4? Да. На крајот на кришата како ги добиле? Ако со кривичниот законник и да имало некои процеси го ослободиле, сега па зошто? Мислам, Ке го најдат, да. Што е логиката, така? Апсолутно си во право. Да. Барем ја размислам, види, и во поранешна Југославија, ако беше комунистичка земја, се користеше, имаше предмет логика. И на предметот логика има еден принцип, окамови ножици. Мисля, че Вилијам Окам беше еден филозоф кој што вели многу едноставно, вика, ако од А следи Б, значи, ако од некој факт изведуваме некој заклучок, така? И ако некој сега земе тука да ви прави приказна дека од А идеме прво С, Д, Е, X, Y, Z, да стигнеме до Б, отфрли го, вика, тоа логицирање како не е потребно. Да, во право. И сега, ова е, такви работи се, ајде сега 4, 5, не знам. И јас мерам, од оно што јас го знам во политиката е дека постојат и вакви работи, не дека не постојат, меѓутоа види, политиката е наставна работа. Политиката е тоа што се одвива на сцената, се другото се и тоа е битно за јавноста. Сето останато е тотално небитно. Што се случува на дворот кај Ковачевски? Тотално небитно. Што се одлучува во дворот кај Мицковски? Тотално небитно. Што се одлучува внатре во тие структурите на ВМРО, ДПМН, СДСМ? Главно небитно. Са не тотално, ма главно небитно. Тоа што е на сцената, тоа е битно. На сцената гледаме дека уставни измени нема со месеци, да. И со месеци не убедуваат дека само што не се случиле и да биде трагедијата уште поголема, тој муабет се префрла и по дејтови. И се не знае, ова ти е прича. Значи најискрено ти кажувам, не е ова како келнерине на Ковачевски кој го терале. Тоа е едно такво подценување на сопствениот народ, на интелигенцијата на сопствениот народ и не само тоа. Има една работа што уште повеќе ме погоди. Пази сега, пред оној собир во Блед, пред врвни премиери, министри од цела Европа,
ти да зборуваш дека твојот народ биле келнери во Словенија. Абе, мојот народ не се само келнери во Словенија, мојот народ се инженјери Не, во Словенија. мојот народ има во Доктори Словенија во министер Германија. за информатичко општество, така меѓу ли? другото. Ја ако не дека мислам, толку и сме ние, супер се и келнерите и така натаму. ако толку нас не бива, од она што јас го знам келнери што ме служеле ширум Европа, македонци, еве, имаме се многу интересни поинтелигентни, коментари да ги вика, ако било договорено со ВМРО, зошто ставија европско знаменце да го протнат законот за промена нели во кривичниот законник. Перо вели, добра теза. Логично, да. Добро е, один. Не ги забеле. Билјана вели да не ја подценуваме кафаната, не. Во Македонија, Боже сачува. во Македонија од тендери до сериозни политички Не е само одлуки, Македонија, љупчо секаде во светот. сегде во светот, Ај се. Не најголемите се подценуваме, држави ајде се. во кафани се создадени. Еве, постојано читате теории за заговор, почитувани слушатели, за масони. Масоните се пивски друштва од Баварија, така настанале. Не По е пивници така. што се собирале. Масоните се настанете една специфична причина затоа што значи највеќе ме нервираат овие глупави теории на заговор. Значи во западните земји и во католичките и во протестантските земји тежината на црквата како институција била страшна. На Балканот тоа сме го немале од други причини. Било сеопфатно. И слободно мисличките луѓе барале простор каде што може да се сретнат и да разговараат. Морале тоа да го завијат во некоја тајна, за да се бранат од тој што можел да им го направи животот потежок, така. Црквата во тој момент имала инструменти да им го направи животот невозможен. Сега, на пример, еден човек на запад може да живее без никаков контакт со официјалната црква. Во тој момент да те изопшти црквата, да не ти овозможи крштевка, свадба, погреб и така натаму, тоа тешко било, знаеш. Затоа се смислени. Масоните биле луѓе кои што сакале да ја отфрлат таа хегемонија на црквата во културата, во науката, во животот и така натаму и да промовираат некои други вредности. Тоа сега ги викаме либерални или демократски и така натаму. Од таму е целата таа работа. Сега, фактот дека таа тајновитост се прелејала и во некој елитизам е факт. Дека и ден денес во Скопје има ложи кај што членуваат богати, моќни и така натаму, и тоа е факт. Дека кога среќаваат богати и моќни, тоа е секојаш заговор против јавноста, како што вика Адам Смит, нели, таткото на пазарната економија, и тоа е точно. Ама дека таму се владее светот, дека таму се владее Македонија или било што, тоа нема врска. Тоа е рибарска приказна. Овако. Иако види, имам и ја другари по тие тајни друштва, смешно е бе таа лепчај се. Не ми издавај се. Да, не си ти масон. Не ми издавај. Да. Имам па и другари кои што влегуваат тоа мислејќи кој знае што ќе. И после сватија дека само скупа чланари не им собираат. Па не. Види, вориете тоа се, нека се дружат луѓето бе, нека цветаат 1000 цветови. Ама па слушај, ако па реши па некој во такви тајни друштва да прави некои тајни глупости. Меѓу другото види, нетајно друштво, најјавно друштво е едно друштво кое што на вистина влие врз македонското општество, се вика Стопанска комора на Македонија. По јавно здравје. Да, и тие у последно време се соочуваат со многу критики. Особено од власта. Ќе збориме за тоа друг пат. Некако власта претерано им... Не од власта, од една партија од власта. Да. Ние како здружение за кој се бори за правата на олигарсите. Да. Ице, како е Апасиев? Не знам како. Ме поздравил? Не сум видел, добро. Не, и тебе те прашувам. Зашто мене ме прашуваш? Интересно делување имаат во последно време левица. Ова со онкологија го некако се обрука во однос на таа работа. Ја мислам дека имаат они некоја своја идеја како тераат политика, дека таа поаѓа од некој радикализам, од некој активизам. И во ред, види, ако од ако им донесе успех, во ред. Ако не им донесе успех, пак е во ред. На крајот на кришата, меѓутоа, како да кажам, тие си се потврдија на она гласањето во собрание како една јасно опозитска партија,
кој знае кој пат, дел се од ова обид, ова лудило да престане кое што ги имаме со власта и како такви овакво тука имаме јајте различно мислење, како такви по мене заслужуваат почит. Апсолутно, јас сум доволно демократичен да го прифатам тој твој став, но да го прифатам као устило на као беше небитно дали се слагам, битно дека имаш право да го тоа од кажеш. Волтер. Волтеровски го. Ама не го види ова прифатам. дека со опозиција тоа нема тоа е факт. Тука Но нема сега да дебата. бидеме искрени, нас новите банери ни се дизајнирани во стил Америка од 50-ти. Така што малце ни се мекартиеви, така очекуваме дека некој треба да дојде и тука онака сериозно да настапи Тоа пропадна. против. Еве, добро утро, мило ми е што се вративте во етерот. Сакам да ве прашам што мислите за транспарентот СДС К да пуши од Апасиев, мислам дека испод секое ниво, вели Славица Бошковска. Славица не само што е под секое ниво, значи да го тргнеме на страна нивото на политичка комуникација. Нивото на политичка комуникација во Македонија со години е ужасно. Ова не е веќе политичка комуникација. Ова е веќе навредување на сите оние кои се бореле на онкологија. На сите оние кои на онкологија биле добиле лажна терапија. Ова е навреда на сите нас кои имаме блиски кои поминале низ таа клиника. Затоа што битката за достоинствено живење, достоинствен здравствен систем во кој нема да те лажат дека ти ставаат цитостатика, во суштина ти ставаат водичка, битката не е битка ово или оној, СДСМ или ВМРО ДПМН или Левица. И битката нема никаква врска со ова. И токму затоа кога во ваква ситуација тој наводен академски граѓанин, тој наводен професор одлучи да стави полови органи, немам што друго да додадам. Академски граѓанин и професор е. И тоа е еден од подобрите. Значи професор без објавен ниту еден труд со импакт фактор и професор кој до ден денес не знае англиски јазик. Што значи ништо не значи тоа на крајот. Во светот на академијата непознавањето на англиски јазик денес во времето во кој 70-80% од научните пейпери се напишани на тој јазик во светот, тебе ти не можеш да истражуваш ако не знаеш јазик денес. Тука не се согласуваме, знаеш и самиот дека види, по мене Левица сите години на лудило беше рамо до рамо во сите опозицијски битки. Ја немам намера да влегувам во тие. Никој не збори за твојата намера. Противникот е сега еве да направиме во однос на противникот. Да. Левица прво имаше случај онкологија, видовме дека цел народ е бесен. И уште е бесен. Значи, цел народ е бесен. Левица го окупираше протестот издиша. Наместо секојдневно да има протести против тоа, секојдневно да се прават активности, така натаму се издиша благодарение на тоа што сите беа згрозени од овој акт на Апасиев. Понатаму имаше ситуација гласање на казнен законник, каде што очигледно беше дека ВМРО ДПМН нема никаков придонес во таа работа, дека кворум има. Добро. И без ВМРО ДПМН до ден денес Апасиев се уште и вчера и денес и завчера ги лаже луѓето дека ВМРО направиле кворум, што е апсолутна лага. Дали е лага дека ВМРО направиле кворум? Да, лага е. Но види истовремено, види, тука нема. Што е различено од Зоран Заев? Што е различено од Тачи? Кога те гледа во очи, совршено му е јасно. Совршено му е јасно дека лаже и те лаже. Ова е политика на Зоран Заев. Не согласен. Кога на некој му е совршено јасно дека лаже и те лаже. Тука не се согласуваме, си се докажал никаква опозиција нема збор. Значи и мене ми пречи ова затоа што знаеш сега ќе занимавам со и се знае со кого ќе се занимавам со тоа што го прави проблемите во Македонија, што ги направи сите проблеми. Сега и они си имаат некоја своја борба, ја тераат на начинот како што ја тераат, боже мој. Овако, што дека они се најголемиот проблем во Македонија, не само што не се знае кој е најголем проблем во Македонија. Актуелната власт и актуелната коалиција. Секој што е во таа борба мене ми е сојузник. Секој. Овако.
Така бар јас мислам. Добро. И немам намера со тоа, значи свикам, ќе се занимавам со овие, а за онкологија ме прашуваат многумина зашто не влегуваме во темата, не влегуваме од елементарна пристојност, затоа што јас и ти знаеме што значи борбата на секој човек кој ќе се судри со една таа тешка борба. Јас нема да им останам должен на онкологија, но ќе се потрудам да бидам максимално објективен и... Не, сакам да кажам дека бараме соодветен гостин кој што може да ги опише работите и правнички и медицински. Не е убаво на оваа тема, види, не е убаво на оваа тема да правиш и политика и јавна дебата. Треба да правиме пауза. Аман бе? Да, и 46, скоро и 50 минути, треба да направиме кратка пауза по која ќе се вратиме, почитувани слушатели, во вториот дел од нашата емисија, во кој ќе расчистиме кој е пеколниот план на Димитар Ковачевски. И дали уставите. Ивица, да бидеме реални, имавме навистина динамично политичко лето и за многу работи ќе им останеме должни на нашите слушатели. Топиш. Бе, многу бука имаше, ама нешто со содржина виде? Видовме еден тон глупави закони, еден тон многу има скандали. Да. Бучава. Да. Политикава ова лето беше бучава, само тоа. Бучава која што знаеш, ти невозможува да доеш бучава без содржина. Ти виде некоја, нешто што вреди да се немаше ништо суштински имавме неколку работи. И би сакал тие да ги прокоментираме. Онкологија рековме дека ќе коментираме во некој од наредните денови. Сериозна е темата. Да одлегне. Види, секој кој што влегува во оваа тема површински е буквално, како беше на жеден за влијание, како вика се користи во Македонија глупа центар пажња, нели како... Да, и става полов орган на темата. Ќе одиме со... Еве, пример. Во однос на Европската Унија. Би сакал тоа да го прокоментираме, затоа што ако не друго, барем за тоа го имаме еден од веројатно најголемиот експерт во земја. Немај така, се секогаш има подобри. Нескромно тоа го констатирам. Сите се трудат. Од Лидија Димова сигурно си поголем експерт. Осте се. Од Бојан Маричич да не правиме муабет. Тој кој снема бе, само се јавува буквално, знаеш, еднаш месечно се јавува да каже дека само што не е направено. Па не знам, кафаните у Скопје не зборат дека го снемал. Не бе го снема, кај го гледаш? Она на реверс јадење, не на реверс, како се вика, на фактура. Има ли Македонија? На репрезентација. Има Македонија министар за европска интеграција? За жал има. Суштината е следна. Проблемот. Видовме најразлични сигнали од Европската Унија, па се демантираа меѓу себе. Не се сеќавам за вице-премиер за европска интеграција кој што волку бил поклопен од министерот за надворешни работи. Дури се поставува прашањето потребен ли е? Потребна ли е таква функција македонската влада? Да, па дефинитивно е потребна ако планираме да продолжиме со европските интеграции. Не, ма види политичкиот дел на неговата работа, ја како што гледам дека целосно го презема министерот за надворешни работи. Постои ли, има ли Македонија вице-премиер за европски прашања? Прашањето е следно. Ја не сум го видел во јавност, еве. Околу проширувањето на Европската Унија, од ЕУ видовме различни сигнали. Едни велат 2030, други велат политичка унија. Тоа во Блед беше какофонија невидена. Прво рече Шарл Мишел 2030, а потоа уште истиот ден за време на средбата на шефовите на мисии во француската дипломатија, Макрон каже дека тоа во догледно време нема да се случи. Проширувањето. А Урсула фон дер Лејен преку својата заменик портпаролка се огради од изјавата на Шарл Мишел. И потоа беше во Блед дека траеше конференцијата. Кој кажа рано е, не е рано. Најдобар беше на крај Сијарто, овој министр за надворешни работи на Унгарија, кога рече, а зашо не утре, вика, зашо 2030, смислам, што е идејата со 2030. Така што, мораме да кажеме дека
имаш уште еден сигнал, кој што кажува дека 2030 не е за Даголот, а тоа беше она, мора да кажам, по мене многу дури депресивна вечера што ја правеше Кириакос Мицотакис, премиерот на Грција, по повод 20 годишнина од Солунското ветување кон земјите од Западниот Балкан дека сите ќе станат земји членки на Европската унија. До сега стана само Хрватска. На таа вечера беа присутни сите од Балканот и не сите. Не беше присутна Албанија, ќе објасниме зашто не беше. Беше присутно Косово, кое што Грција не го признава. И како поддржувач на процесот беа викнати хрватите, бугарите и романците. Пак е чудно сега. Не беа викнати словенците, кои што се големи поддржувачи. Не беа викнати Австрија и Унгарија, големи поддржувачи на балканското проширување. Беше викната Италија, една од најзначајните земји. И да биде уште поголема работата. Од 15 земји кои што го дадоа Солунското ветување, на таа вечер беше присутна само Грција. Пази, 15 земји имаше тогаш Европската унија. Само Грција дојде, никој друг не дојде. Така што вистина е дека создава некоја потреба да се направи нешто околу проширувањето, геополитиката, ситуацијата во Украина, но на теренот не се гледа ништо. Истовремено се гледа една работа која што многу не загрижува нас сите на Балканот, а тоа е дека фокусот, што е нормално, Европската унија кон Украина и кон проширувањето со Украина и Молдавија, но сите го забравија Балканот. Така што тоа е... А инаку тоа 2030, види, како беше она српското, нели, ветување на лудиот радување, нели? Овако. Нека даде некој во неговиот мандат, еве до година ќе има европски избори, ќе има нова комисија. Ќе има нов или ќе остане Урсула фон дер Лејен, председателка на Европската комисија, ќе има нов председател на Европскиот совет на место на Шарл Мишел, нели? Ако тие речат во рамки на нашиот мандат ќе дојде до проширување, тогаш ќе верувам. Кога политичар дава ветување што се случуваат после неговиот мандат, тоа е, како да кажам, малку е... Имаше Мартен со... Во Америка на едни избори се смеја сите, еден од кандидатите, нема врска, додека нели ги бираат во партиите, во дебатата го прашуваат, демек вика, кога Америка вика ќе се ослободи од дефицитот во буџетот. И знаеш што велите вика? Во третата година на мојот втор мандат. Прво земаа сите се смеат на сцената, потоа земаа се смеат. Се он у партијата не го добил мандатот, не го избрал народот, па до втор мандат стигна у третата година. Исто и ова, 2030. Зошто не 2035? Зошто не 2025, мислам? Не, кај е тука суштината? Имаше Мартенс, еден одличен текст во Франкфуртер. Да, го видев сега, скоро беше, да. Германскиот вестник, станува збор за огромен познавач на регионот. Да, и автор, и писател, и кореспондент. Токму за овој регион, човек кој редовно пишува на овие теми. Тој вели дека надежите дека Бугарија ќе престане со внесувањето на бугарите во уставот се премногу наивни. Отворено кажа човекот и секоја чест. Секоја чест за тоа што го кажа. Види, и тоа е проблемот, тоа е суштината на проблемот, како да се пристапи до уставни измени. Кога сигналите што доаѓаат од Бугарија се многу јасни. Самите уставни измени не се толков проблем. Не само тоа, види, имаше едно интервју кое што никој не го забележа тука. Добро. За водечкиот бугарски вестник Truд.bg. Truд.bg им е ова на интернет. Почнав ми ние. .bg. Во Труд имаше интервју, газда ли е уредник ли е на некој македонски портал пробугарски, што се вика Tribuna.mk. Аз за таа не станува збор. Не го знам човекот. Да. И вели во интервјуто вака, поднаслов на интервјуто е: уставните промени се почеток на крајот на македонизмот. И вака креше да будалетинка некоја, затоа што во Македонија никој не чита пробугарски вакво медиум и така натаму. Долу во интервјуто вели: нашиот медиум, вика, се финансира преку проекти на Министерството за надворешни работи
па уште му заблагодарува на бугарскиот амбасадор и на не знам таму некој службеник Добро, на што е тоа амбасадата. проблематично? И како бе што е проблематично се. Значи Што е- официјална политика нивна е дека уставните промени се крај на македонизмот. Они мислат дека тоа што јас се чувствувам како македонец, што зборам македонски идеологија. Значи ова е официјална бугарска политика. А не, Нема сега, реакција на интервјуто од Мандара. Добро, Ивица, значи Затоа вака се. тоа е проблемот, Значи вака види се, се. да бидеме на чисто и да бидеме искрени, сите кои имаме читано за идентитетски политики, за нации, така натаму, знаеме дека било која нација на светот да се чувствувате, тоа е идеологија. Значи, да се Не е разбереме. така, Лјупчо. Да се разбереме. Не е така. Идеологии, види. Идеологии поминуваат и заминуваат. Нације тераат. Па, Нема сега, така. не, Немој така. не би влегол сега во таа Не. филозофска полемика ово утро. Во однос на овие, знаеш, македонските бугари, односно бугарите во Македонија, господинот кој го спомена е Не го познам. дојден од Бугарија овде. Не е домицилен од тука. Тоа е од Пиринска Добро, големо Македонија. чудо. И? Значи, сакам да кажам дека за тие луѓе да се идентификуваат како бугари, никој нема проблем во државата. Па дури оние кои се повикуваат на некакво семејно наследство, кои се од овде и се повикуваат, се сметаат себе си за бугари, никој нема проблем. Затоа што, знаеш, имаше сега фудбалска утакмица, ако гледате на трибинава кај што седеа италијаниве, таму имаше 2 реда гости, баш толкав е бројот на бугари во Македонија. Не може еден по еден да ги внесуваме бугарите во уставот и ќе ни остане хартија генерално. Со име и презиме секој. Знаеш, толку малку се. И тоа не е проблем. Не е ни проблем што бугарското МНР финансирало некаков портал во Македонија. И како не е проблем? Таму на пример едно Не, проблем е ако тој портал овдека се залага дека нема македонци, како не е проблем? Ако тоа е Ма како бе не е проблем? Јас сум слободњак во однос ја на не овие сум, работи. извини. Секој може Ја не сум. секој може да се залага за Ја не сум. зашто Затоа сака што само што суштината е Извини се. кој е плодот? Чекај, Извини, чекај, може чекај. да ти објаснам, се Ајде, не ме прекинувај. ајде. Кој е плодот од нивното залагање? Некој во Македонија се разбуди како бугарин поради нив. Тоа не е пријателски чин, извини. Финансирање на таков медиум. Ама не, тоа е официјална политика на Бугарија дека Ама не без посвет разлика се, Македонија. извини се, И тоа е одлично. Што си прават у Бугарија, нека си прават. Не може овдека да ми И финансира тоа такви е работи. како одлично. столично. Овие потези на Бугарија се одлични, затоа што нас ни е совршено јасно што имаме од таа страна и зошто не треба да направиме уставни измени. Не разбираш те што сватив сакам сега да кажам. Каде тргна, добро. Значи, Викам, кај тргна се. тргнав кон тоа дека со нивните политики се тие. Нивните политики со години се овие. Не, факт е тоа. Значи нивните од Тодор Живков па Нема, наваму, сега види. Сега работата што никој не се брани овде. работата е дека нивните Онаму политики војне што ги отворуваат се радикализира благодарение Преспанскиот договор. по Преспанскиот договор. Инаку, овие ставови во Бугарија се со години такви. Точно е. Овие ставови во Бугарија се од времето на историското ВМРО па наваму, па вака, од моментот кога е направена таа нација, нели, тој комплот кој е создаден, има има како се вика внатрешен порив да ги асимилира македонците како бугари, нешто слично, нели, сличен комплот е и руската нација која исто така сака украинците да ги претвори во руси. Тоа има една идеја стара, која е од кралско време во Русија, од кралско време во Бугарија. Сега гледаме таму како се развива. Значи не гледам такви паралели. Добро, окей. Далечна паралела нека. Жива среќа што Бугарија не е мокне како Русија па да не нападне Не, од една страна. Но што сакам да кажам? Нешто... Во и мора да бидеме искрени, па реално во Украина живеат многу повеќе руси од што во Македонија живеат бугари. Луѓе со таква свест, дали не се одиме руси, таму, значи тие идентитети таму се многу сложени, тие советски идентитети, знаеш. Тука во Македонија, бугари нема и нема да има. Зборувам во таков нели голем број. Нормално дека ќе има луѓе од Бугарија кои ќе доаѓаат да живеат овде, ќе има мешани за бракови. Тие луѓе се претерано слични со нас. Значи ние и бугарите сме
Ние бугари, срби, тука нема некоја голема, нели? Словенци, хрвати. Па добро, хрвати, словенци малце не дели и религија, Аустро-Унгарија, ние тука сепак сме се земаме, да. Но тука овој комплот, ние сме многу слични со нив и немаме комплекс да признаеме дека сме слични со нив. Но не може да очекуваат дека ние ќе станеме бугари, нема да станеме бугари. Така што оваа нивна битка е залудна и освен со блокирање на европските интеграции на Македонија, и тоа пак ќе кажам под тук диктат, ја не верувам дека ова е од Бугарија. Сега некој ќе ми каже, ама како? Кој е? Дека блокажава е бугарска, ова е европска блокажа. Ова доаѓа негде од европските дворови. Се сеќаваме дека една земја која е многу помокна од Македонија, зборуваме нели за Словенија, која ја блокираше Србија, Хрватска, па како тоа со европски притисок ја дигна блокадата. се реши за многу кратко време. И тоа во хрватска корист. Се сеќаваш И нели? како не се сеќам? Доколку има волја во Европската унија некој нас да не интегрира, доколку има стратешки интерес ние да влеземе во Европската унија, Бугарија на клоци ќе кренат, ни бугари устав ќе останат, ни ќе останат овие барање за промена на учебници, ни историски комисии, ни така натаму. Проблемот е што нема во Европа нема волја ние да влеземе. Ја мислам дека не е европска блокадата, блокадата е бугарска, но европскава неодлучност. Индиферентност. Убаво го речеш. Значи, индиферентност. Значи види, пак, значи ајде се ме нервира кога употребуваме странцизми. Нам ни треба Европа да е беневолентна, значи добронамерна, така? Европа е индиферентна, незаинтересирана. Тоа е проблемот. И кога Европа е незаинтересирана, тука виреат лудило. Вика, еве Перо вели, како што вели Вучич, ако нема Срби во Бугарија, тогаш нема и бугари во Србија. Вика, енде на муабетот крај Дачич. Да. Да, добро, тука Вучич вели нашиот слушател. Вучич е денеска во Скопје. Убав ден за нашиот град. Брдобриони. Конечно еден човек што работи дошол овде. Што придонел нешто за државата. Што придонел нешто за држава. Конечно имаме вакцини, масло за јадење, што све немаше. Пченица и така натаму. Не, знаеш дека веќе сите гласно коментираат. Прв случај во историја. Не НАТО земја да дава вакцини од НАТО земја произведени во една друга НАТО земја на земја што е членка на НАТО, е тоа со тоа беше преседан невиден. Американски вакцини произведени во Америка ги даваше Србија, што не е земја членка на НАТО, на граѓани на Македонија, Албанија, Црна Гора, што се членки на НАТО. Страшно. Во однос на цела оваа работа и тоа потенцирање на членство во НАТО, мислам, па и нели не членство во НАТО ти дава некој специјален однос со Америка. Ама нема ти падне од небо тој однос, треба да го изработиш. Значи, апсолутно, треба некој да отиде увоз да напред, да следи, да знаеш ли што се случило? Pfizer која тргнал да ја развија вакцината, Србија вложила пари, милион, 2 милиона во истражувањето. И добила договор со тоа. Значи, види се, како што е нормално. Немаме за жал. Чекај да видиме што има ово утро ново по медиумите во Македонија. И добро, вчера Џоковиќ и Русија и Медведев играа во Америка. Тоа е голема работа. Секоја че за Џоковиќ 24 титули Гранд Слем. Јас си навијам за Џоковиќ што е најотворено, еве. Ја не гледам тенис. СДСМ, иако најавам за Џоковиќ, ама не гледам тенис. Како да не навијаш? Се радувам. СДСМ вели истрагата за онкологија е попречувана од страна на ВМРО. Како? Добро. Ова е... Чекај да видиме са оне стране разума. Или не знам како е на српски, ја 92 сум роден. Ја слушам дека нели заради тоа што немало уставни измени во Македонија ќе паѓала грчка влада. Тоа чекам да ми го објасни некој како е можно. Али добро, ќе влеземе во тие разврски, има време, текни прва емисија Ивица. Делот од СДСМ и истрагата за грозоморниот случај на онкологија ја водат надлежни институции. Министерството за внатрешни работи и обвинителството. А прв пат по 20 години влегува на онкологија и започна расчистување, соопшти СДСМ. ДПМН е падна толку ниско што злоупотребува болка
и со своето делување се обидува да и наштети на целата постапка. Истрагата не смее да биде предмет на политички манипулации, но таков е капацитетот на ВМРО ДПМН. Само да ви кажам. Наместо да ја поздрави истрагата, само се. попречува. Значи мене ми е страв. Со обиди да политизира и да ја страв, меша со непостоечка Мене ми е надлежност. страв. Бразилците имате убав израз кога нешто ќе дојде со грандиозна најава и на крај ништо нема да се случи. На португалски бразилски викаат заврши во пица, темек. Да. Па не, И во пица завршија и модуларната болница, и ласкарци. и ласкарци, и ево уште трета пица се подготвува. Да, ова е... Нема да има тука некоја сериозна, некоја сестра ќе ја Де стават Боже, у ако се затвор. случи тоа не де Боже. Да, не, мене ми е јасно. Значи пак што Ја тука Господ толку ми е јасно како што штекерот што беше ти текна во Тетово. толку ми е јасно што да ми прости Господ, него ни мешам во муабетот. Значи нема не дај Боже, јасно ми е што ќе направат. Затоа што пипците на се ова исто како и со модуларната Многу е болница. јасно нека не се повикува. Значи, Исто како и со модуларната болница. се направил систем секоја чест за минатата влада, направила систем од купување до користење да го следи секој цитостатик, така? Што направиле прво што дошле на власт? Го ставиле у подрум. И го исклучиле, така? Да. И па зошто тоа се направи? За да крадат. Значи, еве сега ќе ви кажам, на пример, си изнагледавме, имавме лето, ете, тоа не го прокоментиравме, за модуларната болница имаше еден документарен филм. Никогаш нема да бранам олигарх како Кочо Ангјушев јас. Никогаш. Да се разберем. Добро. Кочо Ангјушев е олигарх кој со своето делување вака или онака на сите нас ни штети. Затоа што е човек кој е врзан на државна цицка, има со државни компании цело време шеми, во Фени беше активен преку неговите компании, сега да не бројам и така натаму. Но сепак, во однос на модуларните болници, гледавме документарен филм, Кочо Ангјушев е крив, затоа што ги испорачал тамо такви какви што ги испорачал модуларните болници, а никој не го обвини Венко Филипче дека тој ги нарачал такви. Значи спецификацијата што ја испорачал Кочо Ангјушев, неговата компанија, не ја измислите, тие им рекле дај ни вакви. Тие спецификации, тие проверки, тие се, тоа се е од министерство, односно од кабинетот на Венко Филипче. И никој во тој документарец не го обвинува Филипче како извор на таа корупција, извор на тоа што тие луѓе таму изгореа. Сега ние тука ќе го бркаме Кочо Ангјушев, затоа што направил пари на сета таа работа и испорачал тоа што му го порачале. Ме разбираш што сакам да ти кажам? Исто Сакаш да кажеш дека долг е редот додека да дојме до Кочо Ангјушев, така? Добро. Исто е и со ова. Сега нас ќе ни ја извадат сестрата, таа па си селила во Германија. Не, иако види тука па нема сега се били нема некоја голема паралела се. Кочо Ангјушев, сестрата е многу подоле во ланецот, така? Па добро се, не знаеме колку пари направила. Да бидеме искрени. Многу сега не знаеме. Толку пари не знаеме колку пари направила. Значи, во види се, секој случај. Значи околу целиот овој случај. Те сваќам што сакаш да кажеш. Дека треба да се испитува и одговорноста на производителот. Треба. Дека тука имаше чудни политички врски, имаше, Љупчо сега. Од председател во влада беше со нив седеше и Кочо Ангјушев. За спецификацијата, како се правила, што се правила, треба да се издржува. Факт. Никој тоа не го негира. Меѓутоа, како што те разбирам тебе, значи политичката одговорност дека се дојде до Ангјушев, пред себе ги има Филипче и Заев. И тоа е факт. Апсолутно. И сега и тоа треба да го слушнеме. Дека таму имал некој директор на болница, дека имало се... Тоа треба да се истражи. А дека треба да се дојде и до фирмата, и до Брако, и до Ангјушев, треба да се дојде се факт. И тоа. Дека ова остави страшни сомнежи, тоа истражување остави, но за мене далеку поголем сомнежот е околу тоа. И јас мислам дека еве се најави анкетна комисија за онкологија. Мора да се најави една сериозна анкетна комисија околу целото справување на Македонија со короната. Така? И за тоа како делуваше владата, и за набавките, и за потрошените пари,
и така натаму. Абе, војни се водат. Нели сум зборувал со тебе, не е само Израел кој што си прави вако. Индија, например, еве сега беше на Г20 седиште, ти 99-та мал си бил, имаше една војна со Пакистан, после таа војна они имаа страшни скандали, доека правеа парламентарна комисија истражуваа како се водела таа војна. Пази, војна кај што победиле, не кај што изгубиле. Какво било командувањето, се следеле вакви, колку пари се потрошиле, дали биле тренирани, дали биле најадени војниците, не знам што, не знам како. И на крај има заклучоци. Се констатира што не било направено како што треба и на крај се даваат препораки што треба да се направи како што треба. Значи, целото справување на Македонија со короната мора да има истражување, анкетна комисија мора да има. Да, века од година после падот на СДС треба да се отвори трибунал. Не бе трибунал. Значи сега пак чека се. Што сега ќе имаме ВМРО-вска Катица Јанова, еве ја тоа се прашувам. Тоа не треба, тоа не треба. Значи, затоа што видовме дека тие политики одмазда никако. Не само тоа. Видовме дека тие таквите политики, насочените политики, изразени преку СЈО, дека освен знаеш како се викаат тие политички судови, има име. Се викаат кенгурски судови. Освен корупција, тие таквите, нели, правни операции не може да донесат ништо друго. Значи, тоа го видов. На Македонија не се потребни нови кенгурски судови како што беше СЈО. Доста веќе. Добро, Ивица, полека да завршиме. Ајде, доста, се загреваме сега, да се извиниме на слушателите. Малку сме рѓосани, нели? Ама еве тргаме. Па цело лето пауза. Почитувани слушатели, навистина ние чувствуваме грижа на совест. Цело лето зимавме плата, не работевме. Чувствуваме грижа на совест кон вас. Еве зеваат туку у режија во моментов и ниф им е тешко, затоа што цело лето исто така ужива. Само тие што не работат на сајт кутрите работеа лето. Други сите бевме така залегнати и не знам, ова го нема нигде во свет управо. Не бевме залегнати, сега кај ќе се објасниме сега што е работата. Неспоредија со Такер Карсон, Такер за себе има 40 души тим. Ние нема. Не, и Такер Карсон годишно заработува колку Орце Камчев, Живко Мукаетов, Кочо Ангјушев и Свето Јаневски заедно. Да, тоа е точно. Колку сите нив да ги собереш заедно, толку заработува Такер Карлсон, а ние заработуваме колку шоферите. Не на Такер Карлсон, но овие што ги кажав, шоферите. Од прилика колку нашата плата има. Така што не може да не споредите со Такер Карлсон. Мислам дека имаат поголеми, затоа што се луѓе од доверба. А на тоа. Па плюс тоа трети смени, ако им даваат дневници за патување во странство и така натаму, тогаш не јадат дефинитивно шоферите на овие. Не е битно, меѓутоа на крајот на крајштата. Но ние уживаме во тоа што го работиме, уживаме да сме со вас секое утро, почитувани слушатели, а како што гледам по бројките, и вие уживате во утро.